Патникот што му даде веленце на другара си. Чита Александар Стадојков. Си патувал еден патник од еден град на друг и се здружил со некој друг патник. Одејќи си, се задал еден силен облак со дож и видујќи оти ќе врли многу дож, му посакал едниот да другиот едно веленце да се наметни, за да не го истопи дождо. Одејќи до негде престана дождо и не се истопија патниците. Ако не ти го дадо веленцето, пријателе, му рекол, жива вода ќе се сториш. Ти благодарам, пријателе, му рекол првиот, што ми го даде веленцето и не наврнав. Благодарам ти. Пооди чини до негде и пак ќе му речел, пооди до негде и пак речи му чини. Одејќи дошле до една река и слегле под сенките да намиризуваат, чунќевало табо и друзи што миризувале. Седујќи покрај луѓето патнициве, на часу се повалил вториот, а луѓето оти на другара си, му го дал веленцето за да не го наврни дождо. Речи па речи, речи па речи, до најпосле дори го направи другара си да се налути и стане од кај што седеше, да се врлил в река и се направил жива вода. Доста ме мачи, бре, човече, со тоа твое палено веленце? Веленцето, ако не ти го дае, дождот ќе те истопеше. Веленцето, ако не ти го дае, жива вода ќе станеше. Одолку поеќе ќе се истопе, бре, не човек. Се истопи в поеќе, што дождот ќе ми истопеше, само и само да те замолчам да не ми се валиш, оти ме пукна со твоето веленце што ми го даде. Му рекол да лутина и си јавдал коњо, да си отишол по пато сам, да не го слуша другара си, да му се вали прекалено.